Крај водите на најголемата река Кајнас во градскиот парк во Скопје, вечерна реминисценција на некои слики од минатото кога не само престолнината, туку и цела Македонија живееше за фудбалските надпревари на Вардар, копнееше по неговите успеси во првенството на некогашната држава или во ретките европски настапи. Дами и господа, Вардар вечерва се надева на пласман во третото квалификациско коло од Лигата на шампионите. Против белоруски Бате Борисов ќе му биде доволен и минимален триумф од 1:0, дури од 2:1, да го мине фаворитот кој лани играше во групната фаза од елитната европска фудбалска конкуренција. Во составот на Вардар вечерва овие 11 играчи. На голот Захов, во одбраната Илиевски, Таневски, Вајси, Цикарски, во средниот ред Стјепановиќ, Темелков, Хименез, Ранџеловиќ и Георгиев и Јован Костовски во шпицот. На спротивната страна изборот на Виктор Гончаренко, тренерот на Бате Борисов е Горбунов на голот, потоа Јуревиќ, Ратков, Симиќ и Бордачев во одбраната, Лихтаровиќ во лотко, Концевој и Олехновиќ во средниот ред, и Родионов и Мозолевски во нападјачкото дуо. Почнува надпреварот со напад на гостинскиот состав. Белорускиот тим кој пред 7 дена во Борисов, во градчето недалеку од главниот град Минск, триумфираше со 3:2 по оној инфаркт надпревар во кој Вардар беше близко до сензација, до подвиг на гостувањето кај тимот што влезе во ова двомечто очување како голем фаворит. Не успеа, тоа беше Стјепановиќ, се бореше и Хименез. И сега опасност, некоординација меѓу потесната Вардарова одбрана. Може да биде среќен тимот на Вардар што останува 0:0. Интервенираше Вајс. Продолжува притисокот на екипата на Бате. Одново нафрлена топка во Вардаровиот казнен простор. Јуревиќ, опасен шут. И одново многу среќа за тимот на Вардар. Јуревиќ. Ова опасна ситуација, интервенција на Захов, биеше во лотко, но се заплеткаа тројца Вардарови играчи и нова опасност сега по Вардаровиот гол, превисоко за Родионов. Еве прекин по кој цела армија Вардарови фудбалери се околу 16-етникот на Бате Борисов. 36-та минута. Центар шут и опасна ситуација. Темелков со глава на втората статива откако понафрлената топка од Стјепановиќ ги прелета таа сите играчи во казнениот простор. Се изненади можеби од неа и Темелков. Постоеа услови веројатно и да не мора да бие со глава. Измина 1 минута од вториот дел. Нов напад на Бате по вообичаената десна страна, како што беше и во првиот дел. Концевој, ниска топка за Родионов, па Мозолевски. Родионов нема офсаид и случајно брани Захов, но го спасува Вардар. Па потоа нововлезениот Стојаковиќ на мал простор, неколку средни играчи на Вардар. Поаѓа Цикарски, храбро во средината и натаму со топката ако ништо друго заслужува честитки. Непрецизно за Концевој, украде Цикарски и брз против напад. И натаму левиот бек на Вардар, сега топка кон Костовски во форот, излезе голманот Горбунов, оваа топка прасен е голот и нема гол, штета! Штета! Се разбира ако има прекин, но Захов нема офсайд. Можност за Бате Борисов и останува 0:0. 100% шанса не користи Павлов во 94-та минута. Двајца играчи беа зад него. Бојовиќ и Костовски. Цикарски. Последни 20 на секунди.
Нов центар шут, Конкостовски, прекрасна шанса, нема гол. Требаше да минат 95 минути за Вардар да ја создаде најубавата, најизгледната можност за погодок и се беше изведено безпрекорно при овој удар со глава на Јован Костовски, но интервенираше и спречи радост Андреј Горбунов. Последен свиреж на Паоло Валери, не успева Вардар, елиминиране во второто предколо од Лигата на шампионите. Попуста победата од 3:2 во Борисов пред 7 дена, кога во реваншот вечерва против силниот белоруски состав и апсолутен фаворит во двомечот, не успеа да постигне гол кој ќе му отвореше можност за победа, за пласман во третото коло од квалификациите против унгарски Дебрецин.